22 деца со посебни потреби се згрижени во дневниот центар во Тетово, кој постои веќе 12 години. Децата се на возраст од 5 до 26 години со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, како и со комбинирани пречки, односно со церебрална парализа. Веќе постоиме ова е 12-та година. Инаку ги опфаќа децата од територија на град Тетово и тетовските села. Меѓутоа селата кои што спаѓаат само во општина Тетово, а не во околните општини. Инаку се опфатени деца од 5 до 26 годишна возраст. При отварањето на дневниот центар беа опфатени и повозрастна група на лица со пречки, меѓутоа пред неколку години со закон од Министерство за труд и социјална политика ние ги исклучивме тие лица што се на 26 годишна возраст, така да сега во дневниот центар се присутни деца од 5 до 26 годишна возраст, односно лица кои што влегуваат во групата на посебен паричен додаток при Центар за социјална работа. Во дневниот центар вработени се 6 лица од персоналот, значи има социјален работник, дефектолог и 4 медицински сестри негувателки. Убаво би било кога би биле екипирани и со педагог и со психолог, меѓутоа моменталните услови се тие. Инаку децата престојуваат тука по 6 часа во текот на денот, превозот е организиран, наш вработен оди ги собира децата од дома и исто децата се враќаат после во домовите, после престојот тука. Целокупната работа е организирана така што децата се тука опфатени со воспитно-образовна работа. Воспитно-образовната работа се води преку воспитно-образовна програма која што е изработена во дневниот центар во 9 воспитно-образовни подрачја. Секојдневно имаат по 2 насочени активности, другиот дел од времето се работи на социјализација, на дружење, на стекнување на работни навики, односно организирано искористување на времето и искористување на преостанатите можности и способности на нашите корисници. Во дневниот центар во Тетово веќе 2 години функционира и сензорната соба која е направена со средства од донации и е наменета за лица заболени од аутизам. Од дневниот центар велат дека располагаат со доволно простор за повеќе деца. По повод 10 годишното постоење на дневниот центар, кога го славевме нашиот мал јубилеј, ја отворивме сензорната соба. Таа соба е направена со средства од донации кои што се пристигнати во дневниот центар. Се уште треба да се работи на неа, да се доопреми, меѓутоа ние сме горди на тоа што го постигнавме. Значи, сензорната соба тука ја имаме веќе 2 години. Може да опфаќаме и деца од надвор, значи може да доаѓаат тука по 1 час да престојуваат во таа соба. Просторни услови имаме да опфатиме и поголем број на деца од оваа бројка која што ја имаме, меѓутоа проблемот не можеме да го лоцираме, дали поради неинформираноста на родителите, дали поради стереотипите на општеството, интересот за нови дечиња е мал. Кадарот е добар, меѓутоа фалат некои помагала кои што би ни ја олесниле работата, кои што би ни помогнале да внесеме нови содржини во работата со децата. Например, некои играчки, некои работи со кои што би опремиле некои работилници и би можеле да ги искористиме потенцијалите на децата тука. Ако за лицата до 26 години е обезбеден дневен престој, за повозрастните не постојат вакви центри. Стручњаците сметаат дека за нив ќе треба да профункционираат работилници кои ќе овозможат социјализација, но и работно ангажирање на лицата со посебни потреби.